Спојна понудата и побарувачката на работна сила. Над 60 компании кои ќе ги презентираат своите отворени работни позиции и посетители кои ќе можат директно да се сретнат со работодавачите, да поразговараат за условите за работа, но и да остават своја кратка биографија. Токму ова го нуди третиот циклус Саеми за вработување, кој денеска стартуваше во Скопје. Во текот на наредниот месец, со караванот ќе бидат опфатени и Штип, Кавадарци, Битола, Тетово и Струмица. Саемот ќе биде отворен од 10 до 14 часот, а влезот е бесплатен. Јас се надевам дека и денешниот саем на кој што присуствуваат 60 компании ќе дадат доволен мотив, доволен стимул да се најдат работни места, да се остави CV, да се појде на интервју и на крајот нормално се добие работно место. Така да се створи и оваа манифестација Саеми за вработување, која беше поттикната од многу млади лица кои што рекоа како да најдеме работа, како да стигнеме до работодавачите. Ова е тоа место каде што тие директно може да стигнат до работодавачите и да видат што се тие бараат. Саемот е уште една од активните мерки во насока на намалување на невработеноста, истакна министерот за труд и социјална политика, потсетувајќи на останатите мерки и активности кои овозможиле стапката на невработеност во земјава да се симне на историски најниско ниво од 23,1%. Преку проектот Македонија вработува 1 и 2 се возможува финансиска поддршка од страна на државата за намалување на трошоците за вработување на невработените лица од различни групи. Како резултат на првата фаза од овој проект, Македонија вработува 1. Поволностите за вработување искористија 10.140 работодавачи, каде се реализира 18.909 вработувања. Во втората фаза од проектот, Македонија вработува 2. До сега се реализирани 6.776 вработувања, кај 4.630 работодавачи. При тоа значајно тоа што најголем број од вработувањата, односно 62% се за млади лица до 35 годишна возраст. На досегашните саеми за вработување имало над 70.000 посетители, биле доставени над 21.000 кратки биографии, што резултирало со над 2.500 директни вработувања.